Сега ќе се вклучиме во Солинковско, вклучување имаме Ивана Крставска-Јаневска, нашата колешка. Ќе зборуваме за бадникови поворки, за бадниковите поворки со оглед на тоа дека веќе овие денови ние сите ќе се подготвуваме за големиот наш празник Божич, Христовото раѓање и се разбира претходно и бадник Божик, но повеќе ќе дознаеме токму од разговорот, а јас би сакала Ивана тебе да ти посакам добро утро, да ти ја честитам новата година, да ти посакам во неја многу љубов, здравје, среќа и да ја поздравам гостинката од мене лично, Марија. Се разбира, среќна нова година и до неја и секое добро посакувам, па повелете. Среќна нова слободанка до тебе и до сите наши гледачи. На сите гледачи во новата година им посакувам пред се многу здравје, среќа и љубов и секако и во овие 365 нови денови да бидат заедно со нашата програма. Спомена и ти 3 дена неделата од Бадник и 4 дена од најголемиот христијански празник Христовото раѓање Божик. Токму како и секоја година и оваа година бадниковите поворки, односно од Сдруженијето бадникови поворки веќе работат со полнек и се подготвуваат за оно што ќе се случува на 6 јануари и оваа година поголем број од градовите и населените места ќе се приклучат кон бадниковите поворки. Но повеќе детали за тоа што ќе се случува токму овде на градскиот плоштад Македонија во центарот на главниот град. Ова утро ќе дознаеме од Марија Саздева, но и што ќе се случува секако и во останатите населени места. Марија, среќна нова и сина љубова. Среќна нова година вам, на вашата екипа и на сите наши гледачи, да имаме помирна година пред се мислам на внатрешниот мир, а секако и на мирот околу нас, посреќна, поберикетна, секој што лично си посакува, Бог да му исполни. Така е, веќе во полнек изминатите неколку седмици работите и се подготвувате за оно што ќе се случува на 6 јануари, што предвидуваат, оно што се сочинуваат подготовките за бадниковите поворки. Токму така. Долго време траат подготовките за бадниковите поворки, практично започнуваат со почетокот на Божикниот пост. И подготовките се случуваат и на индивидуално и на колективно ниво. Она што го гледаме како манифестација, тоа е колективното славење и наговестување на Христовото раѓање. Инаку, бидејќи зборуваме за бадниковите поворки, се поттик за побожно празнување на Бадник и Божик. Со почетокот на Божикниот пост сите индивидуално почнуваме да преиспитуваме што направивме ние изминатата година и што подобро можеме да направиме во предстојната, за да ги ослободиме душите од товарот кој што го носат и да поттикнеме, да разбудиме надеж кај секого од нас, а потоа и кај целиот колектив што се вели кај народот. Да, ние во утро се наоѓаме на градскиот плоштадот Македонија, каде што за прв пат е поставена токму бадниковата пештера. Што се случува, како ќе биде оваа година манифестацијата? Од овде ќе биде почетокот, нели? За прв пат имаме промена, нели, малку во однос на тоа од каде се почнува и бадниковата пештера претходно беше поставена во соборниот храм. Нема промена во патеката на поворките, значи тоа останува потполно исто, само на наше големо задоволство оваа година град Скопје ни овозможи да ја поставиме Божикната пештера на градскиот плоштад за еден подолг период, предпразничен период, да подсетува што е она што ни предстои, едно греење на душите, една подготовка за еден од најубавите празници во годината. Божикната пештера изминатите години беше поставена во соборниот храм, а еве од оваа година се надеваме и во наредните дека ќе го краси градскиот плоштад по примерот на сите православни големи метрополи, каде што ваквите символи не подготвуваат затоа што внатре е иконата на Рождеството Христово, кое што навистина подсетува дека доаѓа Божик. Така, оно што многу ме знам ги интересира дечињата, па и родителите и бабите и дедовците, дали постои пријавување, како може децата да учествуваат и да бидат дел од бадниковата поворка? Конкретно класично пријавување некаде да треба да се јават на телефон или да треба да напишат порака не постои.
Тоа беше така во едно минато време, значи бадниковите поворки веќе бележат 14 години возобновување на таа древна традиција на побожно прославување на Бадник и на Божик. Тогаш во тоа прво време, кога постоја само традиционалните медиуми, повикувавме на пријавување од причина што и нам ни требаше да бидеме подготвени колку дарови ќе треба да ги подготвиме децата да ги научат песничките. Сега кога веќе ги имаме социјалните медиуми и практично секојдневно сме во комуникација со народот и песната ја учат и на тој начин, апсолутно повикуваме сите во што поголем број од најмало до најстаро да ни се придружат во празнувањето кое што се случува на секаде во сите градови и населени места на 6 јануари Бадник, во Скопје се случува точно во 11 часот, а во останатите градови и населени места можат нашите гледачи да се информираат на Facebook страницата Бадникови поворки, затоа што секаде е во некој различен термин, но пак е помеѓу 9 и 11 часот. Така, тука во 11 часот потребно е да бидат сите дечиња, нели без никакво претходно пријавување, сите оние кои што сакаат да уживаат, да се вклучат и да бидат дел оваа година од Бадниковите поворки. И што следи потоа? Значи, еве сега конкретно за Скопје, овде пред Божикната пештера ќе поделиме 2000 златни звездички за децата кои што ќе ни се придружат. Во тек се уште креативни работилници низ целата република. Деца подготвуваат звездички кои што символизираат Витлеемската звезда која што го покажала патот на мудреците кај што се родил Богомладенецот. Токму затоа и тие се дел, символ на Бадниковите поворки. На оваа позиција оние деца кои што немаат Божикна звездичка ќе дојдат, ќе поделиме. Наспроти нас веќе е бината, значи ќе ја загрееме атмосферата. 11:00 ги очекуваме овде да ги поделиме звездичките, па ги препуштаме децата кон бината. Таму ќе имаме мал божикен концерт на Златно Славејче и на познатите македонски звезди како што се Вера Љубојна, Антонија Гиговска, Ламбе Алабаковски, Стефан Некстајм, Димитар Андоновски, Пере Нокаут, ќе се пеат божикните песни, значи ќе ја подготвиме баш онака весело и радосно душата за да чекори по камениот мост кон соборниот храм. 15 до 20 минути трае божикниот концерт, потоа преку камениот мост се упатуваме кон соборниот храм, каде што со топли пораки и пригодни дарови ќе не пречека архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Значи тоа е веќе традиционално со години патеката за Скопје. Разликата е само што овој символ тука не собира на едно место и ако сте забележале сите изминати денови, стана најголемата атракција и за да, мислам дека нема место на плоштадот каде што повеќе се фотографираат и децата и возрастните, особено странци, дури и во ноќните часови, бидејќи ние често ја посетуваме пештерата што заради снимање за медиумите, нели малку повеќе и да се грижиме за нејзината безбедност, бидејќи тоа представува нешто свето за нас. Гледаме колку странците се фотографираат, објавуваат, се шири веста низ регионот, што секако е една преубава промоција за Македонија како православна земја. Да, и 14 години оваа традиција не е малку, нели, да се одржи. Вие секоја година повикувате што е можно поголем број на населени места, па и градови, нели, да се приклучат кон чествувањето и одбележувањето, нели, да бидат дел од Бадниковите поворки. Имаме ли нови места и градови кои што оваа година се приклучуваат за прв пат? Така, има. Не можам да кажам точна бројка, можеби ќе се собереме и до 80 на оваа година. Минатата година бевме над 60. Цела година работевме на тоа приближување. Знаете, кога во некое помало село, луѓето само тоа го гледаат на телевизија, имаат чувство дека не знам кој знае што треба да се случи за да бидат дел од Бадниковите поворки. Пак ќе кажам, нели, една позитивна страна на социјалните медиуми е тоа што имаат начин директно да ни се обратат, да прашаат и веќе на овие наши повици се одзва многу села на кои што им е навистина доволно да соберат група дечиња, да почнат да ја вежбаат песничката, да се разбуди тој дух на празнувањето. Оти тоа што ни го кажуваат, да речеме, еве и повозрастните граѓани велат, се промени нешто кај нашите деца откако почнаа да учествуваат во Бадниковите поворки. Знаете, многу ни се осамија децата покрај дигиталната технологија, нели, дигиталните уреди некако осамено го живеат животот дома во виртуелен свет. Ова собирање на едно место, креативни работилници,
пеење, предизвикува насмевки, тоа го има во децата, само ние треба да го негуваме. Бадниковите поворки го прават токму тоа, значи очекуваме 80 населени места оваа година и веројатно 30 илјади деца. Сега нели тоа се ориентационо бројки кои што ни ги соопштуваат организаторите, нека бидат и 50, дај Боже, во што поголем број, да си го славиме, да го наговестуваме Христовото раѓање. Да, одлична иницијатива, Марија, ви благодарам за двојното време, ви посакувам уште многу долги години да трае оваа традиција, никогаш да не престане и што е можно поголем број на деца да се приклучуваат кон бадниковите поворки. Благодарам и вам затоа што имате голем удел во возобновувањето на оваа традиција, бидејќи како што и сама кажавте, со години се гледаме во овие денови да го поттикнеме народот да учествува, затоа што празникот ќе помине, ако не почувствуваме радост во душите, а потоа и да ја споделиме, ќе треба да чекаме следната година. А зошто? Така. Ви благодарам многу, срекни празници. Приклучете се во бадниковите поворки во вашето населено место. Така, ќе ве поканиме уштинашка Бадник и Божик, за мен едни од омилените празници, кога целото семејство е дома, сите сме нели во таа празнична атмосфера, бидете и вие дел во кое место и да живеете. Прашајте нели каде ќе се одржува, од каде ќе почнува Бадниковите поворки, во колку часот, еве во Скопје во 11 часот токму овде на ова место пред Божикњата пештера на плоштадот Македонија. Ве покануваме в сабота на 6 јануари Бадник, да ги донесете вашите дечиња, вашите внуци и да бидете дел од Бадниковите поворки. Ивана, многу благодарам за ова вклучување и прекрасен разговор со Марија Саздева. Многу убаво си кажа да имаме сите радост во нашата душа, но и да ја споделуваме кон луѓето и да шириме љубов. Тоа е многу важно, поготово и за ваквите празници. Секогаш во животот новие празници се знак за токму такво нешто. Благодарам, па секако и убаво, и исто така ќе се согласам, дечињата ни се толку во последно време со виртуелниот свет, сите мора тоа да го признаеме дека е така. Ајде да ги извадиме од дома и нека се социализираат, нека уживаат, нека имат, нека шират љубов едни со други, токму на вакви преубави наши православни празници. Бадник во 11 часот, веќе знаете од каде што појаснија и се надевам дека бројката на вистина ќе биде голема, само за убаво нека е.